На бетон и земја, вака ноќта ја поминаа 3-годишната Мервет и нејзиното 2 години помало братче Енвер. Поголемиот пожар што вчера ја зафати старата станбена зграда во Штип, ова младо семејство беше принудено за солниште да најде во импровизирана барака од картон и најлон, што пред извесен период ја изградила нивната баба. Без елементарни услови за живот, без вода и тоалет, е приморано да живее ова петочлено семејство. Во овие тука живот ние што живееме. Цела вечер огин палам натам, одам за дрва да соберам, децата да си ги греам, жената унатре со децата, а ние надвор со мајка ми. И немаме никакви услови да живееме. Ка ни најдат некоја кукичка или било што да ни дадат да се сместат внучињата. Дека и дае снаата ќе се породе, дека ќе го однесеме тоа бебе. Добар дел од станарите во старата стамбена зграда ноќта ја поминаа кај своите најблиски, но имаше и такви кои поради тоа што немаше каде да заминат, зимската јануарска ноќ ја поминаа под отворено небо. Ноќта ја поминаме, значи, ја тука, бабичката тука, ја ете кај запалиме шпорето, и така да тука цела ноќ поминаме. 24 часа по големиот пожар, дел од станарите утринава се вратија назад. Мирисот на изгорено и непријатниот звук кој се испушташе по секој чекор движејки се по старите изгорени греди не ги исплаши. Сакаа да видат дали им останало нешто. Меѓу нив беше и Павлинка Димитрова, која повеќе од 30 години легално живее во оваа станбена зграда. И тоа што го спасиме, што го изнесеме, може и тоа да не е расипано телевизорот и ја работи, тоа може и тоа да е расипано. Со вода ја згоре водата што е истурано. Вчера, откако пожарот целосно беше локализиран, семејствата добија помош од Црвениот крст, но велат за храна и облека ќе се снајдат, потребно им е топол дом. Официјални информации за тоа како настанал пожарот се уште нема, но станарите претпоставуваат дека пламените јазици настанале од искра од електричен кабел, што најверојатно бил приклучен на диво.